Мицковски бараше средба со Заев, а откако ја доби рече дека немало тема на разговор, туку дека средбата ја барал само за да го добие договорот на писмено. Најави дека договорот ќе биде разгледуван од сите партиски тела, но и дека ќе се бараат консултации со МПЦ, ИВЗ и МАНУ. Лидерот на ВМРО ДПМН рече дека остварил средба со Иванов, но освен повторените ставови, не кажа за што друго разговарале. Немаше некои нови моменти кои што можевме еден на друг да си кажеме. Освен тоа да повториме дека ова е за мене капитулација, договор за капитулација на Република Македонија. Тој договор сега ни е предаден на нас, односно на ВМРО ДПМН. Од страна на претседателот на владата добив информација дека од текот на утрешниот ден договорот ќе помине на владина седница и ќе биде декласифициран, така што најверојатно веќе од утрешниот ден јавноста ќе ги знае деталите и спецификите на истиот. Ние допро ќе го разгледуваме, така што ќе го коментираме во текот на деновите кои што доаѓаат за сите оние детали кои што јавноста или не ги знае или недоволно и беа презентирани во изминативе 2 дена. Шефот на државата пак ги прими Заев и Димитров, па ги остави сами да го допијат кафето. Цели 2 минути траеше нивната средба. Шефот на државата не сакал да ги слушне деталите за договорот и аргументите на премиерот и министерот за надворешни работи. Само побарал од нив да ја остават писмената верзија од договорот. Димитров сепак оптимист, ке не биде и покрај Иванов, рече тој во изјава за Дојче Веле. Владата повторно ги повика политичките чинители да го поддржат историскиот договор. Владиниот портпарол повтори дека договорот значи зацврстување на идентитетот и нагласи дека државните символи нема да се менуваат. Се очекува по утрешната владина седница договорот да биде декласифициран и достапен за јавноста. Пред нас се наоѓа европерспективата. Очекуваме да станеме 30-та членка на НАТО. Јарболот наскоро ќе биде поставен во Брисел, каде што ќе се вее македонското знаме. Очекуваме уште еднаш дека сите политички субјекти во Република Македонија ќе бидат свесни и ќе знаат во каква политичка состојба се наоѓаме во моментов. Се разбира дека ние продолжуваме конструктивно да се однесуваме, да ги објаснуваме бенефитите и позитивните работи кои произлегуваат од договорот кој што наскоро ќе биде и јавно објавен. Во однос на точките кои ги објавија грчките медиуми, Бошњаковски нагласи дека не соодветствуваат со оригиналниот договор. Договорот значи дека Грција ги прифаќа нашите толкувања за поимот Македонија, а ние го прифаќаме толкувањето на Грција за истиот поим, објасни владиниот портпарол. Имплементацијата ќе биде етапна и ќе се реализира во рок од 5 години, заедно со отворањето на поглавијата за членство во ЕУ. Личните документи ќе се менуваат по истекот на нивниот рок и нема да ги чинат граѓаните дополнителни средства. Инаку, навивачката група Комити го повика своето членство да ги остави дома членските и партиските книшки и вечерва во 20 часот да излезе на протест пред собранието.